ние сме отворени да соработуваме со сите институции кои ќе побарат објаснувања, како што и ден денеска сме постапиле и сме отворени. Ги повикуваме и другите кои имаат заинтересираност и надлежност, но бараме и коректност. Бараме и коректност, бидејќи ово е стар проблем со матка и неслучајно општината е единствениот орган, единствената институција која прва се изјасни дека има 3 бесправни објекти во вид на платформи и за кои уште во првата изјава дадов дека не сум склон на легализација, бидејќи мислам дека не ги исполнуваат условите за легализација, но сепак мора да ја зачуваме постапката. Но ние не сметавме и не сметаме до ден денеска дека само тоа е проблемот во матка. Убеден сум дека и до ден денеска, па и во иднина, ќе се докажува тоа натегање околу надлежностите во матка. Господине Беџети, кога сте констатирали како општина дека се бесправни тие 3 платформи за кои што зборите, зошто не сте реагирали? Извинете, морам да ве поправам, со сета должна почит кон вас. Ние сме констатирале друго нешто и сме известиле дури и инспекторатот во републичко ниво. Што сте констатирали? Нашиот инспектор констатирал дека имало процес на менување на даски во 2 платформи, без разлика што лично сметам дека не ги исполнуваат условите за легализација, одредените лица побарале, имат барање и елаборат за легализација и додека не им одговараме, и во ова држава има и двостепеност. Не може да се линчуваат процедурите и постапките. Легализација не е можна за урбана опрема, а платформи се урбана опрема. Сега, дали легализација е можна само за објекти изградена пред 2011 година, а овде веќе се гради? Не, тоа вие констатирате, нашите служби не констатирале такво нешто. Не ви се мешам што вие ќе сметате, јас ви зборувам за постапки процедури. И легализација на урбана опрема нема таква терминологија во законите со кои што ние работиме. Има легализација на бесправни објекти. Ние работиме за проект за урбана опрема, ако тоа ве интересира, во ниво на цела територија на општина Сарај, кај што ќе се предвидуваат и за тоа си има постапки за која сме надлежни и постапуваме, но тоа е друга тема. Господине Беџети, како е можно со месеци некој да гради во матка, а општината ништо не направи за тоа? Како е можно некој да земе даски и платформи и железо и да отиде и да гради на сред матка? Моите служби ме известиле дека во 2 платформи, кога е поддигната ова тема, имало процес на менување на даски. Како јас морам да работам согласно закон, а не да пресудам со еден збор. Морам да бидам предпазлив, да работам согласно законските постапки. Господине Беџети, зашто мисли дека сака да ве земат ингеренциите од општина, од град Скопје? Тоа е поодамнешно. Со овие маки се мачел и претходниот градоначалник, не само јас. За жал, телефонски дури и мене ми рекоа дека без моја согласност ќе оформат јавно предпријатие и така натаму, и не случајно во една изјава реков нека заборават на такво нешто. Јас ги повикувам сите институции. Не може, ни градот Скопје, ни Петре, ни никој не може така на своја рака, ако мисли дека може да зима надлежности и да постапува, да оформи јавно. Во ова држава си има закони и сите сме должни да ги почитуваме. Дали со планот, кој што го споминате за поставување на урбана опрема, може да се случи веднаш овие платформи да влезат во вашиот план? Не би сакал да ја преюдицирам, бидејќи не сме се уште во завршна фаза со проектот на урбана опрема во територија на општина Сарај. Стварно не би сакал, таму треба да работат стручни луѓе, геодет, планери и така натаму, кои се стручни, не сум јас стручен. За тоа. Платформите и бесправно изградени
едините објекти од цврста градба на матка? Кога ќе каже законот, ќе ги урнеме согласно законските поставки. Законот и во моментов кажува. Тоа вие го тврдите, не јас. Јас мора да бидам предпазлив за да не утре да се тужи општината и утре да има последици. Каква е процедурата? Процедурата е при секој одбивање на барање за легализација. Тие имат право да се жалат во втор степен, односно во Министерството за транспорт и врски, и после имат право да отворат административен спор. Додека вие се повикувате на закон, таму се гради. Почитуван господине, можеме да одиме заедно да ме уверите дека се гради. Моите служби друго ми велат. И ако сакате со предпоставки, јас работам согласно закон и јас сум најповикан да се грижам за. И не случајно апелирав уште од самиот старт. Ќе ве замолам, немојте во екот на сезоната, во името на постапките и заради нечии други интереси, да во екот на сезоната на туризмот да ја оцрниме матка. Што сакате да кажете со овој код? Нечи интерес. Па времето ќе Што ќе покаже. биде оваа последна платформа која стана најактуелна и врз кој основа Јас работам побараме легализација? за сите подеднакво согласно закон.